Разговори со Бога, книга 1, 6 поглавје. Што е со страдањето? Дали тоа е начинот и патот кој води до Бога? Некои велат дека тоа е единствениот пат. Бог вели: јас не сум задоволен со страдањето и секој што го тврди спротивното не ме познава. Тоа е непотребен вид човеково искуство. Не само што е непотребно, туку не е ни мудро, ни пријатно, ниту пак добро за здравието. Зошто постои толку многу страдање? Зошто не го прекинеш, не го спречиш, штом си Бог? Ако толку не ти се допаѓа, го прекинав. Но одбивате да ги употребите средствата што ви ги понудив за да сватите. Гледате, страдањето не е поврзано со настаните, туку со човековата реакција на нив. Она што се случува е само она што се случува. Како се чувствувате поради тоа е сосема друго. Ви дадов средства да одговорите и да реагирате на настаните на таков начин што ја намалува, всушност ја отстранува болката, но вие не ги користите. Зошто тогаш не ги отстраниш настаните? Добра забелешка. За жал, немам контрола над нив. Ти немаш контрола. Да. Настаните се појави во просторот и времето кои ги создавате со вашиот избор, а јас никогаш не се мешам во изборите. Ако го правам тоа, би ја погазил главната причина заради која ве создадов. Претходно веќе го објаснив тоа. Некои настани ги правите доброволно, а некои помалку или повеќе ги привлекувате свесно. Некои настани, какви што се големите природни катастрофи, и ги припишувате на судбината. Но, судбината може да се определи како збир на сите мисли на секаде. Со други зборови, како космичка свест. Колективна свест? Токму така. Има такви кои велат дека светот оди по ѓаволите. Екологијата умира, на планетата и се заканува голема географска катастрофа, земјотреси, вулкани, можеби дури и промена на земјината оска. Некои велат дека колективната свест може да го смени сето тоа, дека можеме да ја спасиме земјата со своите мисли. Мисли ставени во акција. Ќе успеете да ја спасите земјата ако доволно луѓе во сите краишта веруваат дека може да и се помогне на животната средина. Морате брзо да действувате. Веќе е направена голема штета и тоа за време на подолг период. Ќе биде потребна голема промена во ставовите. Ако не го направиме тоа, ќе ја уништиме земјата и нејзините жители. Законите на физичкиот универзум ги направив толку јасни што секој може да ги разбере. Постојат закони за причина и последица, кои во доволна мера им се нагласени на научниците, физичарите и преку нив на светските лидери. Нема потреба овде повторно да се наведуваат. Да се вратиме на прашањето за страдањето, на идејата дека тоа е нешто добро. Дека е побожно да се страда во тишина. Бог одговара: навистина е побожно да се страда во тишина, но тоа не значи дека страдањето е нешто убаво. Духовните ученици страдаат во тишина, сваќајќи дека страдањето не е Божи пат, туку попрво сигурен знак дека се уште постои нешто што треба да се научи за Божиот пат, нешто на што треба да се сетиме. Еден вистински учител не страда во тишина, туку само изгледа дека страда, не жалејки се. Причината зошто не се жали е бидејќи тој не страда, туку само искуствено проживува низа околности што би ги нарекле неподносливи. Учителот не зборува за страдањето зашто јасно ја разбира моќта на зборовите. Затоа избира да не каже ниту збор за тоа. Ние го правиме реално само она на што му обрнуваме внимание. Учителот го знае тоа и се поставува во позиција на избор кон она што ќе го направи реално. Сите го правите тоа од време на време.
Не постои никој меѓу вас кој не направил да му престане главоболката или посетата на заборот да биде помалку болна, само донесувајќи таква одлука. Учителот донесува иста таква одлука само за поголеми работи. Зошто воопшто постои страдањето? Зошто дури и постои можност за страдање? Не можете да сознаете ни да станете она што сте, ако не постои она што не сте, како што веќе објаснив. Се уште не ми е јасно како некогаш сме дошле до идејата дека страдањето е добро. Упорно преиспитуваш што е мудро. Првобитната мудрост за страдањето во тишина стана толку искривена што сега многумина веруваат и неколку религии всушност подучуваат дека страдањето е добро, а радоста е лоша. Затоа одлучивте дека некој кој има рак, а молчи за тоа, е светец, додека, да земеме еден драстичен пример, некоја која има нагласена сексуалност и отворено ја покажува, е грешница. Навистина е драстичен пример и паметно го смени во женски род. Сакаше да нагласиш нешто со тоа? Сакав да ви ги покажам предрасудите. Не сакате да мислите дека жените имаат нагласена сексуалност и уште помалку отворено да ја покажуваат. Попрво би гледале маж кој умира на бојното поле, без лелек, отколку жена која води љубов на улица со воздишки. Зар ти не би го избрал истото? Јас не го осудувам ни едното, ни другото. Меѓутоа, вие имате различни видови осудувања и сметам дека осудувањата ви ја скратуваат радоста, а очекувањата ве прават несреќни. Сето тоа заедно предизвикува болести и страдање. Авторот прашува: како да бидам сигурен дека тоа што го кажуваш е вистина? Како да знам дека ова го зборува Бог, а не мојата бујна фантазија? Веќе го праша тоа. Одговорот е ист. Во што е разликата? Дури и сето ова што го кажав да е погрешно, можеш ли да смислиш подобар начин на живот? Не, вели авторот. Од тука, погрешното е исправно и исправното е погрешно. Но слушни ги следниве зборови, можеби ќе ти помогнат да ја решиш дилемата. Не верувај во ништо што зборувам. Само проживеј, искуси. Потоа, живеј според кој било друг образец што сакаш да го изградиш. После тоа, погледни го своето искуство за да ја најдеш вистината. Еден ден, ако имате доволно храброст, ќе доживеете свет во кој водењето љубов ќе биде подобро од војувањето. Тој ден ќе биде ден на радост и наслада. Толку од чистото поглавје, се слушаме во следното.